Ајде вака да редефинираме суштината на зборот лаже. Добро е декларативно да се поддржуваат, но мислам дека сите амандмани до сега беа за суштинско подобрување на текстот. Нема да навлегувам во материјална расправа, ќе кажам само дека амандманите по кои што јас ги поднесов се 3. Првиот регулираше кои активности се дозволени во зоната на строга заштита, вториот беше економски карактер во зона на активно управување и третиот беше дозволени активности во зона за одржливо користење, нешто кое што е комуницирана можеби не со тие 85% од населението што дале поддршка, ама можеби со ние 15 кои што не дале, па ние како опозиција сме сакале да ги слушнеме различните мислења и на планинарските друштва и на оние кои што ги користат ентитетите дадени во амандманите и да ги предложиме со цел да го подобриме ова законско решение. Не сакаме ова законско решение да не се донесе, но како што кажавте вие, сакавме да дадеме една поголема законска сигурност, една поголема законска можност и едно поголемо законско уверување на овие загрижени граѓани дека утре тој национален парк и зоните во него, вклучително со сите содржини кои што ги поседува самата зона во националниот парк, ќе се почитуваат и нема да се експлоатираат од никого, а не наведов за волја на вистината од кого. Нашата цел, верувам дека и вашата, затоа што сме разговарале многу на напати на оваа тема и на неколку комисии, е да создадеме што е можно подобри услови од самиот национален парк, како и оние кои што го користат. Така да имено тоа ми беше мене целта, а не нешто друго. Ако го погледнете суштински овој амандман кој што го предложив сега и ако поразговарате со луѓето кои што потекнуваат од делот каде што треба да се регулира со националниот парк, ќе видите дека имаат доста нерешени прашања кои што треба да се решат преку овој амандман. Ако не го решиме ова, со овој, би рекол, ова законско решение, верувајте дека како пратеник од изборната единица 6, која што доминантно ќе биде, нели, националниот парк доминантно ќе биде во таа изборна единица, ќе се соочите со низа на прашања зашто не е регулирано со ова законско решение. Благодарам.